целиот месец мај, па и целата 2025 година е во знакот на обележувањето на големиот јубилеј 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. И во таа смисла, значи во рамки на националната програма која што ја води Министерството за култура и туризам, ние како институција, како филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, организираме веќе втор настан во чест на тој јубилеј. Првиот беше тркализната маса на 14 мај, која што ја следевте, ја покривте медиумски, и сега станува збор за работилница со студентите по македонски од катедрата за македонски јазик и книжевност, која што ќе ја води колешката доцент доктор Марија Соколова. Денес во библиотеката на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе организираме работилница под наслов Мајчиниот јазик, минато, сегашност и иднина. Во оваа работилница ќе учествуваат студентите од прва до четврта година од катедрата за македонистика при Филолошкиот факултет. Оваа работилница, поточно овој настан, е дел од настаните кои што го учествуваат од одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Работилницата е со научен, забавен, интерактивен, но и надпреварувачки карактер. Целта на оваа работилница е да се види колкаво е познавањето на македонскиот јазик од страна на студентите, што повеќе да продлабочуваат во водите на македонистиката, да се зголемуваат нивните знаења, а ние како професори сме тие кои што треба да ги поттикнуваме, да ги насочуваме, да истражуваат што повеќе на полето на јазикот, затоа што треба да им се зголемува нивната љубов кон мајчиниот јазик, кон нашиот македонски јазик, бидејќи тие се едни од идните афирматори на македонистиката. Ние како институција сме тие кои што работиме со студентите, кои што, како што реков, ги насочуваме, бидејќи тие ќе бидат идни професори кои што треба да образуваат нови кадри, и љубовта кон македонскиот јазик е таа кој што треба да се зголемува, затоа што јазикот е жива материја, јазикот е нашето културно богатство, нашиот културен идентитет, и ние сме тие кои што треба да го негуваме и да го зачувуваме. Се работи постојано, да, и на часовите со учениците, и на часовите со студентите, значи и сите овие настани кои што се организираат се токму со таа цел. Значи мора да работиме на тоа поле, мора да го формираме нашиот јазик на рамниште, значи како и сите други јазици кои што постојат во светот.